Здраво, че имаме французски, тече някакви на комитета. Да коментирам какво е поредниците на главата енергетика ефикасност и енергетика ефикасност инфо. Това моята презентация не е, значи, толкова много около технически работи, с които сега срещам повече на някои на листа от практични съвети. В случая примерник е имаме, да речем, Green Office, по-зелена, по-малко е точни ресурси, по-голяма защита на енергия. Първият чикор към Green Office е изработка на термин, който се користи environmental policy. Чисто е потребен термин, който да изработка анализа. Първият чикор е добре анализа на ситуацията в канцеларията, което от аспект на не само технологията, но и на всички други места, като шумачи на енергия, не само компютъри, монитори, светлуване, дейни тела, како се користят производителите, како лигата се гласува на енергията. Ото и се мускулата точки се води към примена на тази вариантна полиция и се белегат константите, които се примерят. Значи, ќе да почнем со некои практични работи, кои могат да щадите енергия. Значи, како прво ќе почнем концентриране на неща. Значи, много може да значи за една канцелария в смисла најпоќе на крајата. Чисто, ако поместим много практично сосветјане, като няма нещо, например, имаме грени тела като радиатори или други тела, и се блокираме само по едно нещо. Само това ще ги наместим, като ние блокираме по-големите от причината, а само поместуване и забележим се на някои места ще до 20% процентите на въобще на енергия. За да знаем дека затоварянето озема най-голем един от трошък. Во македонските канцеларии барем пакетът. Загреванието и ладението се завършва с климатизери. Знаеш как тогава да се постигаш. И тук след малата ситуация да не е директно вържен на климатизиране на слънчева енергия, на слънчеви изрази се генерира голема бащина. С някои мерения, които са направени, се може до 20% да се бащина енергия. Само защото се дисоцира от една точка на друга точка. Исто така е на практичен метод за весите. Може да звучи малко смешно, но факт е дека ако не вземем, ако оставим да видят бейли, да речем, като белото, много по-лесно ги не абсолютно слънчева енергия, не абсолютно слънчева енергия, така що построилата когато се допълнително време ќе биде много по-лано, и значи много, като леко в съгледника села, построите се климатизират, значи много за климатизират, няма да мора и да ме да циклуси. Значи, сега имаме тук една работа, кои ги изпълна разхода. Около хартията, защото дека разходната може да не подскопнем. Често пъти во канцелариите, често пъти понекада пъти се користат чаши, чини за разни презентации, за секојдневно се за кафе, за викторно разни примери, пакета се пластични. До стига до това, най-често не се казва министерите бюджет, награва ще е присъдно. Сега и тук имам избор. Изборът е ще на президент бил заведен чаши. Склоните на живота дека сте канцеларията ваша има съборно поединичество, само са президент имат такви чаши. По-малко се влияете върху съветованието. Се на това. Най-големият от това, че се прави от канцелариите с хартията. Друго път се тази хартия да селектираме, но все пак не е долу да селектираме хартията. Това е отредените видове хартия, пак трябва да селектираме в отредени на отредени место. Да се направи место, където ще се депонира втората хартия, хартия впечатлението. Значи има тук някои директиви, които има на референциите по сагата, после можем да я видим. Нали видимо се може би най-битният момент за подобруване на имиджа по на канцелария.
Најповеќе што се влијае пак стендбај, многу лаборатори ги остават на стендбај, не внимаваат внимание на користењето на луѓето преминуваат на паузи, преминуваат на ручек и можности. Некои патоци што бидат излишно преживуваат дека 30% не ги исклучуваат, што е доволно нормално, може би говорим зашто е внимаваат на тоа. Значи, ова е повеќе разлика во јавните институции, каде што не се внимава на постојањето на живеот. С цел да има пак проблем да биде официјална практика се купуваат неефикасните системи и средства и принтери и воопшто материјали, репроматеријали во канцеларијата, за да има имидж како таков. Најдобро да се утајни времето од мојци, што е помалку необходно, да биде официјална политика на канцеларијата, да се купуваат кои се енергетски ефикасни. Тотално само за това може да смета дека е таква канцеларијата. Ова е најпојче проблем, што во Македонија ќе спомни кај јавните институции, пак кај нив ние речеме во техническите науки ги се вршат на технологија и воопшто на сега ќе материјали, нема ставка во која се вели дека е потребно да продувачите да будат да бидат енергетски ефикасни системи. Електричната енергија, кај електричната енергија, тука е најголемите загуби се ствараат. И тука најпојќе треба да се види најмногу што се постои во еден пример е, помалку работи вечер, не сам ќе замена како смена. Често пада се следува покасно дека можело да се стане во наредни, само тоа што ќе се одложи работата за работа во викенд сабота и недела, што нема да се работи вечерни сати, има големи баштини енергија, значи во аспект на сервери, во аспект на осветлување, затоплување на постојната. Со примената овие методи има некои предојавки. Прво е само до тоа се дава придобивна формата по дефинувано затоплување. Значи намалената потрошувачка на енергија, вода и други ресурси, значи многу за компанијата на намалување на нивните ефективни трошоци и се разбира подобрениот имидж на компанијата. Само до тоа што ќе подобри меѓу компанијата ќе површи еден вид општествена одговорност. Ова е многу битно за големите компании кои внимаваат и има воведено стандарди и состандарди. Посебно се Велика Британија е водечка во ова поле. За компаниите кои зелените компании многу битно да тие што сработуваат, да сработуваат нешто така со компанија што сработуваат да биде нов исто така. Мисли тоа беше написано што му закажам, ако има некои прашања.